За разлика од меѓународната дипломатија, чија што методологија, вештини и знаења се изучуваат на катедрите по политички науки и меѓународни односи, состојбите околу обучување на кадар за потребите на црковната дипломатија стојат малку поинаку. Колку што мене ми е познато, на нашиот православен богословски факултет овде во Скопје, за жал не постои катедра по црковна дипломатија. Предпоставувам дека истата се изучува во рамките на предметите по општа историја и историја на црквата. Сега, колку е тоа доволно, јас не можам да кажам и да ценам. Впрочем, како и на сите високообразовни институции, така и на православниот богословски факултет имате студенти кои што дипломираат со скромна шестка, имате студенти кои што дипломираат со солидна осмица и имате студенти кои што дипломираат со висока десетка. Откако ќе дипломираат и ќе се стекнат со академски степен, и едните и другите рамноправно конкурираат за работа и едните и другите стануваат свештеници, а дел од нив се вработуваат во органите и службите на црквата кои што се задолжени за организирање на нејзините административни работи. Неретко дел од нив имаат, односно повеќето од нив имаат многу скромно познавање од грчкиот јазик, кој што во минатото, а и денес, да не се лажеме, е лингва франка во рамките на црковната дипломатија на православната црква. Од тука, имајќи го ова предвид, иако гледајќи од страна, речиси убеден сум дека капацитетот со кој што располага црковната дипломатија на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, воопшто не може да се споредува со ресурсите и капацитетот на црковните дипломати на другите православни цркви, вклучувајќи ги оние во соседството. Кај нас се сведува на поединци и неформални групи кои што одат од една во друга крајност или одлично ги разбираат работите, како функционираат црковните дипломати, или одат во една друга крајност, водејќи се од сопствениот национализам, да речам квази патриотизам и национална ограниченост, дозволуваат да ги водат популизмот и емоциите при креирањето на црковната дипломатија. Ќе се согласите со мене дека во црковната дипломатија, впрочем како и во световната дипломатија, простор за емоции, простор за популизам и национализам не сме да има.